Што донесе мерката недела неработен ден за дуќанџиите и занајчиите во Охридската чаршија? Кој доби, а кој изгуби? И дали требаше да претходи една сеопфатна анализа на оваа мерка пред истата да биде имплементирана? Дали туристичките центри како Охрид треба да бидат иземени од мерката недела неработен ден? Кои се последиците за малите трговци од пандемијата која трае скоро 2 години? И дали занаетите и понатаму полека, но сигурно изумираат? Ова се темите на кои што денеска ќе дискутираме со нашиот гостин Сашо Богоевски, председател на регионална занаетчиска комора и подпредседател на државната занаетчиска комора. Да, добре ни дојдовте во нашето студио. Добре најдов, поздрав до вас и до вашите гледачи. Благодариме. Ајде да започнеме со она што веќе го најавив, а тоа е што донесе мерката недела неработен ден. Конкретно за занаетчите донесе една главоболка плюс. Значи, не се задоволни занаетчите од ваквиот начин на донесување на законот во однос на занаетчиите. Закон ко закон го почитувам и јас сум на негова страна. Значи, да е недела неработен ден, да е ден за одмор. Али за оние лица каде што имаше стварно злоупотреба на работниците. Тука најпоќе трговијата, текстилните фабрики и слични дејности. Занаетчиството е нешто сосема друго. Ние занаетчите сме самостојни вршители на дејност. Значи сами обавуваме дејност, немаме вработени. Значи не злоупотребуваме никого. Овај закон беше донесен против злоупотреба на работниците. Ние работници немаме, го потенцирам тоа. Значи тука требаше да се дозволи најголемата грешка е направена што кога се правеше, кога беа донесени овие измени, не беа консултирани никој, ни занаетчиската комора на Република Македонија. Ако со нас седневме и разговаравме и ќе им кажевме на ова исто што сега го разговарам, ќе го разговаравме и со нив. Значи пак потенцирам, ние сме самостојни вршители на дејност и не злоупотребуваме никого. Ако некој фризерка мисли дека и во недела треба да работат или имат потреба да работат, или бербер, или козметичарка, да може слободно да работат, бидејќи таа не би злоупотребила никого. Не е согласно со законот. Законот е против злоупотреба на работниците. И сега сте во дослуг, да кажеме, во координација и со државната занаетчиска комора и со регионалната. Ова е ставот заеднички на сите занаетчи кои што членувате? Да, значи тоа е ставот. Преку Републичката комора имавме средба со Министерката за труд и социјална работа. Ова исто беше потенцирано нејзе. Значи, сваќат, она што кажавме сваќат. Дали ќе се направат измени на измените, ќе видиме допарва. Денеска нешто послушнав дека наредната седмица овие наши барања, некои барања на ситните трговци ќе одат во собраниска процедура и тие имаат трговците некои нивни барања за да можат недела да работат. Па ќе видиме од сето што ќе се случи. Реков и во самата најава кој доби, а кој изгуби. Тоест прашав. Сега кој доби, кој изгуби? Губят сите. Значи губят занаетчите, губят граѓаните, губят туристите. Охрид е туристичко место, значи да речеме на викенд дошле сабота, неделја туристи, сабота може да пазаре, неделја све е затворено. Мало специфично за Охрид, не соодветно. Значи тука требаше трговците го побараат ова што ви спомнав дека е во собраниска процедура, од понеделник би влегло. Значи за туристичките места да има измени, да можат и малите трговци да работат и во неделја со самите трговци и занаетчите. Сад тука најспорно што е? Разговаравме ние со Министерката за труд и социјална политика и објаснавме дека ние имаме свој закон за занаетчество. Во законот за занаетчество децитно пише дека работното време на занаетчијата го определува општината според местните обичаи и традицијата. Значи, кај нас е нагласено на кој начин се определува работното време. Ова требаше само да се имплементира во законот за трговија и сите занаетчи ќе може, сите оние кои сакаат ќе може во недела да работат.
Например, од мојот занет, да речеме, нема интерес во неделја да се работи, не се работи. Автомеханичари немаат потреба да работат, не работат. Али оние занаети, поготово уметничките занаети кои цела зима произведуваат, да речем, изработуваат накид, сувенири, бакрорез, дуборез, имаат дуќани своите производи да ги продаваат, за ним е жално да им забраните во недела да не работат, ден кога Охрид е најпосетен, и од туристи, домашни и странски, и сами во Охриѓани имаме навика некако неделя да го користиме за шетање, а тие да се затворени во недела со закон, кај што се вели за заштита на работниците, ден за одмор. Значи, повторно потенцирам, ние не сме работници кои би некој не злоупотребил нас, ние сами вршиме дејност и бараме да ни е даена можност, оние кои мислат дека треба да имаат потреба да работат во недела, слободно да можат да работат, согласно законот за занечиство, каде што таму точно е наведено на кој начин се определува работното време кај занечиите. Дали беше потребна посеопфатна анализа околу оваа мерка? Дали Тоа некако избрзано се донесе без да се консултираат повеќе страни? Освен вие, требаше можеби да се направи анализа на самиот пазар, на самата состојба. Пак велам, имаше потреба од донесување на оваков закон, но мислам дека законот е избрзано донесе, не се сите субјекти земени во предвид, нас никој не консултира, ако нас не праша на ова тема, ово исто ќе му го објаснивме, трговците може да имаат своји аргументи на кој начин тие би работеле, кога би работеле, кога не би работеле. Повторувам, имат потреба од овој закон, значи имат работници стварно што се злоупотребени најповеќе во трговијата, во текстилните фабрики и слично, али требаше овој закон малку поопширно да се опфати, повеќе субјекти да се консултираат, а не сега ќе бараме измени, па некако, знаете, кога ќе донесат некој закон, ако побарате измени, се осеќаат увреден дека не го донесу законот кој што треба, па со измените се порекнува она што тие го мислели и што тие го донесли. Да, големи ли се штетите финансиски и дали имаше поради тоа затварање на дуќани? Па оние кои се навикнати да работат во недела и кои имаат потреба да работат во недела, осеќаат. Значи, осеќаат дека прометот му е намален, значи, одними да разговарате со овие, пак велам, што продаваат сувенири, накид, бижутерија. По-убаво да не работаме понеделник и вторник, затворите не тога да не работаме, да и те него неделя да работаме. Значи, стварно, луѓето имаат потреба од работа во недела, поготово во Охрид како туристичко место, а мислам дека и во другите туристички места иста е ситуацијата како кај нас. Се надевате дека пред сезона ќе може да се направи некаков компромис со ресорното министерство, барем туристичките центри да бидат иземени? Ако се направат измени... Потекот на сезоната. Тоа ви е барањето, така? Не, барањето е за преку цела година. Значи, пак велам, денеска нешто послушнав неофицијално дека она наше барање и барањето на трговците од понеделник е во собраниска процедура и дека во текот на наредната седмица би се прифатили овие наши барања и би влегле како измени и дополнување на законот за работно време. Што ако не се уважат? На што сте подготвени да направите за да си возможите работа барем во летната сезона, ако не преку целата година? Дали некои протести? Сигурно од искуството до сега занечиве никогаш не излегле да протестират. Значи, стално име на договор. Да седнем и да се договараме. Ево, последниве 3 години, јас како подпредседател на Републичка комора редовно имаме средба и со министерот за економија и со вице-премиерот Бетики, така да за одредени теми наоѓаме разбирања, така да мислам дека и овде ќе се надмини тоа, ќе се најдат некои разбирање и ќе бидат задоволни сите страни, и државата од една страна, да речеме, и занаечите или ситните трговци од друга страна. Да. И занаечиите, и дуќаните, и сите останати во чаршијата
Освен сега од оваа мерка, најмногу погодени се од пандемијата, која што траеше 2 години, еве сега почна да стивнува на некој начин. Какви се последиците, какви се штетите од пандемијата? Пандемијата, ако мене ме питате, веќе се ближи крајот на веќе што го гледаме, према здравствените билтени. Моментално имаме економска криза која е многу попасна и поголема од пандемијата. Пандемијата како така ја пребродивме, добивме субвенциите од владата по 3 плати ни исплатија, некои мора да ги вратат назад поради тоа што во одреден период имали поголеми приходи, али во цело занаечите добија по 3 неповратни плати. И пандемијата се преброди доста тешко, велам, значи со секајше чешијата беше празна, нема движење на луѓе на народ, кирите високи, промет нема, али мислам сега со оваа економска криза која не зафати сега е многу попасна него што беше со пандемијата. Значи, да речеме, ако една госпоѓа еднаш месечно одела на фризерска, ќе еднаш на 3 месеци. Што е многу попасно него со пандемијата. Со пандемијата маска ќе ставеше и ќе одеше ќе заврши сета работа. Оваа економска криза е многу попасна и мислам дека повеќе ќе настрадаме со нејзе, него што настрадавме со пандемијата изминативе 2 години уназад. Да, дали се тоа доведува до изумирање на занаетите, затоа што веќе трае тој процес на изумирање, но дали еве сега дополнително се забрзува за жал? Не до изумирање, значи има занаети кои се веќе во изумирање, се дефицитарни и им нема спас. Значи, и ако не беше пандемијата, дефицитарните занаети постоја и ќе постојат. Значи, години назад ја се борев некако да дојме до некакви решенија да спасеме некои од тие занаети во изумирање, од тоа ништо не испадна. Сега Младите не сакаат да учат занает. Младите не сакаат да учат занает, сите сакаат да студираат и тоа е добро, али мој совет за младите како дополнителна дејност да го изучуваат занаетот. Занаетот е едно парче леп, зијан од него нема никој, али интерес кај младите моментално за изучување занает нема, освен кај некои фамилиарни занаети каде што колено на колено го наследуваат самиот занает. Да, и за крај што колку занаечи постојат во Охридската чаршија? Во чаршија Кој занает е дефицитарен моментално? Дефицитарни занаети се оние веќе кои изумрија и ги немаме. Значи тука имаше самарџи, ковачи, шапкари, тоа све го имаше, сега веќе го немат и немат ни да го имат. Сега наред е занает кој изумира мојот кондураџискиот. Значи останавме само 6 кондураџи во градот. Јас со 50 години сум најмладиот. Значи после 15 на години не би имало ниту еден ако сите би заминале. Причината е слабата заработувачка? Занаетчиството е ниско профитабилна дејност. Значи остално не само сега, него остално била ниско профитабилна дејност и затоа одредени категории на луѓе ја користеле како дополнителна дејност. Оние што цел живот се занимавале со занаетчиство, знаат колку може да постигнат и постигнале онолку колку што самиот занает дава. Никој од занает не се збогатил, тоа е непишано правило, ама и никој за леп не умел. Тоа го велат и старите, така да ние што се занимаваме професионално занаетот, знаеме колку да ги пушиме нозете, знаеме колку можеме да стигнеме. Имало години да бидеме реални каде што и стварно добро се заработувало, али од година во година е све потешко и потешко. Да. Останува да се надеваме дека ќе се подобри ситуацијата. Ви благодарам многу за гостувањето. Ќе бидеме во контакт да видиме што ќе одлучи Министерството и владата во однос на сето она што го разговаравме денеска, тоа дали туристичките центри ќе бидат иземени од мерката неделен работен ден. Уште еднаш ви благодарам и вам, драги гледачи, што бевте со нас. Се дружиме повторно следниот понеделник со уште една актуелна тема. Довидување до тогаш.